Мандатар, почитувани кандидати за министри, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Конечно дојде денот после овој мачен интеррегнум по заминувањето на трапот, кој давам па не давам оставка, да се соочиме онаму каде што треба, а тоа е во парламентот. Мојата дискусија, почитувам мандатар, ќе ја поделам на два дела, бидејќи старите добри комунисти велеле нема друга политика освен кадровачка политика. Ќе ја поделам на кадровски и на програмски дел. Во кадровскиот дел ние имавме еден извик во шарената револуција: ружна ви е владата. Значи, шарената револуција, која не беше предавничка, туку вие ја предадовте, и која СДСМ ја уништи надежта дека може подобро утре, останува едно мачно чувство дека Заев си отиде, ама заевизмот останува. Имате една тенденција на джандарнизација на владата. Не знам зошто Оливер Спасовски го задржа местото, овој скандал мајстор, дали затоа што не направи познати по пасошите на наркокартелите, или по тоа што го заобиколи парламентот со носење правилник да регулира материја легис. Меѓутоа, не само што тој ја појачува позицијата, иако ве скара со Максо и изгубивте онаму кај што бевте бастионот, кај што и вие доаѓате, туку сега си ја носи и неговата десна рака Славјанка. Жената има празно сиви, реално од Стафер во Собраниево, и колешката Грковска, која што доаѓа исто така од МВР. Значи, таа е едната тенденција која што ја правите, и другата тенденција е оваа симбиотичка врска која има помеѓу Бисера Скафандер Костадиновска и ова од Труд Јована Тренчовска. Не знам дали знаете, таа е она што го направи кавер-апот, односно владиното прикривање за биотероризам. И тоа беше клучниот доказ во обвинителството, извештајот на Државниот инспекторат на труд. Бисера, најголемо достигнување во животот е тоа што била преведувач на Фуере и на Нано Ружин. Толку можеме да извлечеме од незиното CV. И тоа го води оној лилипутански синдром кој што вие како СДС, како владеачка партија сигурно имате, преку таа лузерска алаш вериш тактика на овој од Горни Милановац, каде што само пораз до пораз носите. Пораз со Грција, каде што од македонци станавме северно македонци, еве го поразот од Бугарија, каде што нема да постои македонскиот јазик или ќе постои со некоја фуснотичка, и пораз, ако сакате, и од ДУИ и од алтернатива. Имено тие немаат ниту 1/4 од мнозинството, а имаат преку 1/3 од ресорите плюс спикер. Значи, вие како владеачка партија мора да дојдете на баци рака кај спикерот за да си закажете седница, бидејќи знаете дека по нашето уставно уредување спикерот е многу моќна позиција. Значи, ДУИ, Али Ахмети досега искина 8 македонски премиери, вие ќе бидете за жал 9-тиот. Следната тенденција која што се гледа и која што мислевме дека конечно ќе ја одлепите, а тоа е NGO-измот. Значи, сијамскиот близнак на СДС ја снема Мила Царовска, но останаа Маричич и Груби, овие паднати ангели на Сорос, кои се претворија во цицачи на новиот хибриден режим. Додека овие владини загари врескаат за некакво руско влијание, земјата ни стана заробена држава во група со Сенегал, Мозамбик и Пакистан. Додека овие Фейсбук милиционери на мислата и овие ЕУ и НАТО фундаменталисти не ги вадат западните вредности од уста, нас ни се испразни државата. Со овој ново говор, додека летате орли, секое второ дете родено од полог се раѓа во Швицарска, а во вашата Шипковица, каде што ви беше штабот во 2001, во деценијата кога ние сме се раѓали 80-тите, во тој србо-комунизам кој го зборувате, имало 130 првачиња, за да во 2020, после 20 години власт на ДУИ, има само 10 првачиња. Значи, вие не само што правите зулум кон македонците, туку си го опресирате и сопствениот народ. И конечно треба да се отворат горливите прашања кои секако ги ставаме под појас, а тоа е дека, иако навидум, јас кажав дека биографиите на кандидатите од ДУИ се пошколовани од кандидатите од СДС за прв пат во поновата историја. Тоа што сте дипломирале, магистрирале во Лондон, во Рочестер, во Виена, не сте успеале да излезете од тој етнотрибализам и од тој национал шовинизам. Вие создадовте либанизација, концепт на дейтонизација и бейрутизација на Македонија. Вие, не го тврдам јас тоа, го тврдат истакнати политолози од Германија, создадовте образец на бинацилен грабеж
Вие воведовте од 21 ресор, 11 да се македонци и 10 албанци. Ова е рамковна тиранија на малцинството и тоа мора да биде кажано со вистински зборови. Го разградувате парламентарниот систем, воведувате башибозук демократија. Ние сме полупротекторат на подкосовски протекторат, воведовте паралелна држава во држава, воведовте апартхеид, каде што младите македончиња и албанчиња немаат елементарен контакт. Тоа е вашата иднина за Европа, тоа е вашиот светоглед. И на крај, вие отворено имате презир кон државните инсигнии, имате отворено македонофобство, непочит кон химна, непочит кон знаме, непочит кон јазик. А Бујар Османи, еве ви кажувам најотворено, пазете со зборовите на Заев да не направите тешка геостратешка грешка со идното предавство со Бугарија, бидејќи тоа нема во никој случај да ви биде простено, затоа што Македонија е долга и широка работа. Сега доаѓаме до негативната селекција која што е тренд во СДС и да си направиме со мојот колега професор искрен левичарски муабет со мандатарот, кој беше реално гледано анонимус во јавноста, еден од поистакнатото CV во претходната влада, неговото движење во животот професионално се движи од менаџер до бизнисмен па до професор, меѓутоа не можеме да го оддалечиме фактот дека потекнувате од така наречената омразена црвена буржуазија или тој династиски систем на владење во СДС по принципот наше дете. Вашиот татко бил висок кадровик во СДС и по тој принцип така функционира СДС сите овие 3 децении. Од вашата фризирана биографија за прв пат дознав дека Хардвар имал дисперзирани студии во Подгорица. Црногорскиот универзитет, за жал, заедно со нашиот УКИМ, ги нема на шангајската листа, меѓутоа тоа е многу неколку стотини места позади Скопскиот УКИМ, а работите на Американ коледж, кој е 9-то рангиран во Македонија со прашалник дали ги исполнува законските услови од минимум 10 редовно вработени професори. И на крајот, она што класно мораме да го кажеме, вие не сте репрезент на средната класа која што социјалдемократија да ја застапува, бидејќи вие сте отворено капиталист, вие припаѓате во елитата од 1% по вашето богатство. Кога го зема вашиот анкетен лист, се дупнав од броење и калкулирање. Имате 3 стана од 250 квадрати, тоа е некаде 250.000 евра, 2 коли околу 23-4.000 евра, покрај приходи од плата, имате приходи од капитал, што класно ве прави капиталист, околу 65.000 евра од акции, удели, дивиденди и прилични заштеди во банка од 250.000 евра, со тоа што имате сеф, не знаеме што имате во сефот, може би имате диаманти и немате кредит. Значи, основната класна разлика помеѓу средната класа е тоа што 85% од нашите професори, лекари, адвокати живеат на кредит. Вие немате кредит, барем така сте пријавиле. Сега, единствена светла точка тука е професорот Тупанчевски. Меѓутоа, професоре, вас оваа камарила на Маричич ќе ве направи руски шпион, бидејќи течно го владеете рускиот јазик и сте докторирале на Ломоносов, а тоа е неопростлив греф кај EU фундаменталистите. Мачна ќе ви биде оваа дискусија со мандатарот. Например, вие ќе му речете треба да ги гониме овие кои фалсификуваа сертификати од Приштина и Драч во академијата. Тој ќе ви рече абе за Миру Куки, Тупанчевски, ајде да не ги гониме. Или вие ќе му речете не може рес јудиката предмет во Монструм да се реотвара и да се мониторира. Он ќе ви рече ај Тупанчевски да не таласаме. Значи, мачна ќе ви биде таа комуникација и мислам дека нема да издржите долго затоа што ќе мора да подкусурувате, а од друга страна ако сакате да си го задржите интегритетот, ќе дојде ден кога ќе ви пукне филмот и ќе треба да си дадете оставка. И на крајот ќе завршам со програмскиот дел. Цело време се збори за легалитетот или легитимитетот. Да, вие легалитет имате, но легитимитет немате. Легитимитет не се стекнува со калашникови, туку со гласови, не се стекнува со киднапирање пратеник, се стекнува со излегување на избори. Ве бара во 120 пратеници понудени на прошлите парламентарни избори, вас ве нема. Дури тројца носители на изборни единици, Шекеринска, Димитров и Касими, ви се одметна. Тоа значи дека вие легитимитетот кој го добивте на парламентарни избори, вие го немате. Мандат имате, но немате титулус и немате имприматур да владеете. Она што го вика Цицерон легитимум империум, вие го немате, туку го имате она што го вика Тома Аквински тираника узурпацију. Вие сте узурпатор на тронот политолошки гледано, бидејќи доаѓате на најмоќната политичка позиција без да дојдете на избори. И на крајот со тоа
завршам, вие водите антинародна, антиплебејска и антиработничка идеологија. Само за подсетување, зборот работници во програмата ви е спомнат 6 пати, а зборот бизнис над 60 пати. Од тука се знае каква ќе биде оваа влада.